Во изминатиот период се почесто се објавуваат анкети за јавно мислење. Последната анкета на Институтот ИРИ покажа дека голем број од граѓаните сакаат и да се движат кон Европската Унија, но истовремено сакаат и во Турција и Кина да имаат да имаат соработка. Па денешниот разговор со господинот Славе Младеновски од Институтот 4R односно Институт за јавно мислење, односно исто така и социолог, би разговарале која е суштината на анкетите од социолошки аспект. Како би ја коментирале последната анкета на ИРИ? Благодарам за поканата да бидам гостин во вашето студио. И истовремено сакам да искажам одредена загриженост кога станува збор за вршењето на анкетите, особено што и во изминатиот период бевме сведоци на така наречени нарачани анкети, каде што свесно или диригирано се манипулираше јавноста. Во поголем дел на искуството што го стекнуваме низ конкретни примери, доаѓаме до сознание дека некаде се можни и грешки во истражувањето и тој товар паѓа на вина на истражувачот, затоа што дозволил такви грешки да се појават во истражувањето, односно не ги отстранил, а извршил објава на добиените резултати. Втора слабост во однос на анкетите е таа што ние како читатели на тие анкети не добиваме објаснување за причините, факторите и процесот како се доаѓа до одреден процент. Тоа значи дека вие кој ќе го добиете процентот сам по себе, апсолутно ништо не значи ако не го ставите во одреден социолошки контекст и навистина појавата да ја објасните од социолошки аспект. Кои се тие фактори? Дали врз изјаснувањето на граѓаните влие нивното образование, нивниот степен на информираност или дали врз основа на одредени други индикатори што како истражувачи треба да ги поставите, доаѓате до сознание дека тој податок е проверен од повеќе извори. Значи врз основа не само сте го добиле податокот. Имате ситуација во која што доколку и атмосферата, тоа е третиот фактор, е недемократска, граѓаните свесно да не го кажуваат тоа што го мислат. Значи на самите анкети, независно дали се телефонски, дали се очи во очи, за одредени сензитивни прашања и правило е дека политичките теми, политичките прашања, во зависност од тоа каква е владата, каква е власта, граѓанинот своето мислење го премолчува, не сака да го каже или не е доволно искрено. Што е всушност само по себе слабост на истражувачот, доколку не ги види овие елементи. На вашето прашање, јас не би влегол во дебата во однос на добиените резултати, од причини затоа што имам право да се сомневам после увидот во тоа истражување, во целосната компетентност и методологијата што е применета, односно овие 3-4 фактори што ги кажав за слабостите на истражувањето, ова истражување ги има и се видливи. Значи, апсолутно нема никакво образложение за ниеден податок што е добиен, ниеден податок не е ставен во одреден контекст како се доаѓа до него и на што се должи мислењето на јавноста. Вие ми го поставувате прашањето за насоката, кое што по она што прочита во медиумите предизвика најголемо влијание и сите помислија дека станува збор за движење на државата кон Европска Унија. Ако внимателно се чита прашањето, ќе се добие многу јасна представа, многу јасна слика, еве јас ќе го прочитам за вашите гледачи, во принцип, дали ќе кажете дека Северна Македонија оди во вистинска или во погрешна насока. Тежиштето на глаголот оди сублимирано наведува дека ние одиме кон Европска Унија. Не, кога водите политика, вие никаде не одите.
Вие тука останувате и носите мерки, носите одлуки, носите закони. Вака поставеното прашање може да се однесува и за политика во спортот, и за политика во земјоделие, и за надворешна политика, и за внатрешна политика. Вака поставено прашањето, вие всушност сте му сугерирале под наводници на испитаникот да мисли само на надворешната политика, без да го проверите. А може би, што се случува сега при вака поставеното прашање? Вие може да имате став дека Македонија треба да ја развива или да има политика на добри односи со други заедници, освен со Европската Унија. Тоа е првото ниво. И сметате дека ако државата, генерално, значи сега и председателот, и собранието, и владата, имаат единствен став дека алтернативата е Европска Унија, а сите други заедници не треба да бидат во преден план, вие оценувате, или мнозинството, или одреден процент од граѓаните, дека тоа, според вас, е погрешна политика. Меѓутоа, ваквиот став може да биде оценет и од оние луѓе што ја поддржуваат таа политика на приближување кон вредностите или хармонизацијата на законите со Европската Унија на тој начин што може ќе забележи на динамиката, ќе забележи на односите со соседите, ќе забележи на... И он смета дека политиката на владата или по неговиот глагол што го користи оди во погрешна насока. Затоа прашањето сега, кога ќе добиете такво прашање, луѓето, например, можеби и не се доволно искрени и сметаат дека, например, не треба да го кажат своето мислење, најбезболно е всушност да напишат било која друга држава, само да не го кажат тоа што го мислат. И нормално, дискутабилни се самите проценти, затоа што јас го земав истражувањето од NDI, значи ова истражување го прави ИРИ, а јас го земав истражувањето од NDI. И сакав да споредам, да видам какви податоци добива друг американски институт врз основа на испитувањето што тие го направиле пред 2 години. И доаѓам до вакво сознание. Истражувањето е направено во 2020 година од страна на NDI и исто такво истражување има направено ИРИ во февруари-март. Тоа значи периодот на испитување за двете агенции, односно двата института е идентичен. Броевите, процентите, како сакате кажете, се толку слични да всушност и речиси нема никаква разлика. Пример, ИРИ смета дека Македонија тогаш оди 23% граѓаните во правилна насока, а NDI 30%. 43% кај ИРИ смета дека оди во погрешна насока, а 33% оди во погрешна насока според испитувањето на NDI. Значи, во првиот случај имате 7%, во вториот случај имате 10%. И речиси броевите, односно процентите се идентични. Која е разликата? Разликата е огромна на ваква методологија која што ја применуваат, каде што имате 23% од испитаниците и 43% кај ИРИ, тоа е 20% разлика, и кај NDI за истиот период разликата меѓу двете категории, погрешна и правилна насока, е 3%. Ова укажува дека се направени низа пропусти во однос на ваквата методологија и според мене ова прашање треба целосно да се исфрли, иако ни во континуитет неколку години го испитуваат, заради тоа што всушност и она што го кажав пред малку, што е погрешно и што е правилно, за многу луѓе, за многу различни испитаници, вие ги доведувате во заблуда, поради тоа што прашањето е нејасно, двосмислено и сугестивно. Правилното прашање може да го поставите или да го расчлените на тој начин што ќе поставите прашање кое ќе ја мери политиката на владата за одреден период. Не можете да поставите прашање во принцип да кажете дали Северна Македонија оди во вистинска или погрешна насока. За кој период? За 2 години? За 10 години? Па еве мене да ме прашате, например, јас ќе ви речам дека оди за период од 15 години ултра погрешна насока. Ние требаше да видиме 2013 година кандидат, односно од кандидат да станеме членка на Европска Унија. Ме разбирате сега што сме се случиле? Значи, мене не ме интересира која влада е, мене ме интересира државата, така? А државата води погрешна политика. Тоа е прашањето овде. А всушност не треба да поставите прашање кое што ќе ги поништи разликите меѓу политичките партии. Туку обратно.
Треба да поставите прашање да видите чија политика е подобра. Таа политика може да ја расчлените на надворешна, на внатрешна. Потоа секоја поединечна политика може да ја расчлените по областа по која што се задолжени ресорите, економска, културна, земјоделска, образовна и така натаму. Меѓутоа, во однос на модалитетите што ги поставувате како прашање, доколку направите тростепена скала, како што е во случајот, тоа се покажува дека крајно неутралната позиција е линија на помал отпор. Кога немате што да кажете, заокружите средина. Кога ќе направите петостепена скала, во која што јасно квалитативно, не квантитативно, квалитативно ќе му дадете на испитаникот да се определи за политиката, првиот модалитет гласи: тоа е единствена и правилна политика. Значи се кажува, например, таа образовна политика, испитаникот смета дека е единствена и е правилна, што е многу висок процент, што е многу практично високо ниво за да се определи висок процент. Најчесто ќе се определи помал процент. Истата крајност е, тоа е целосно погрешна политика. Значи овие два екстремитета на висок плюс и на низок минус ќе бидат некаде меѓу 10 и 15%. Другите три, овие ќе ги фатат екстремите. Другите три категории се, тоа е добра политика, наспроти неа тоа не е добра политика, и средишниот дел е, тоа не е најдобра политика, но не е ни лоша политика. Вие кој ќе му дадете на граѓаниот буквална смисла мислење, па дури и при ваква прецизно направена скала, треба да бидете фер и да му дадете шести модалитет, друго наведете што. На ваков начин, вие кој ги со сила собирате податоците или испитаниците да дадат мислење, вие не можете да добиете точна слика за нив, и примерот што го дадов со Ири и со NDI по однос на прашањето за ова, покажува многу повеќе. Во меѓувреме направив споредба и на други податоци од истражувањето на NDI и истражувањето на Ири за наведениот период од 2010 до 2022 година. Еве што открив. Република Македонија во 2016 година ги заврши парламентарните избори в декември месец, меѓутоа владата ја формира во јуни 17 година. Јавноста може би е познато, ќе се сети, тоа беа оние мачни ситуации во собранието кога не можеше да се формира парламентарно мнозинство и кога поранешниот председател ја водеше седницата, па се случи оние априлски настани или слично. Зошто е битен овој период? Овој период е битен заради тоа што според Ири од наведениот период од 2010 до 2022 година само 14% од испитаниците се определиле дека Македонија оди во правилна насока. Според него, таа е точната насока. Во ситуација кога имате безмалку влада во расуло, значи изгубила избори, нема мнозинство, не е ни техничка, јавноста ја оценува политиката на државата со 14%. И тој е најнизок процент во однос на мерењата до тогаш. Последното истражување на Ири покажува при ваква влада, функционална, лоша, добра, активна, пасивна, офанзивна, бројот, процентот на граѓани што сметаат дека оди незината политика или не оди државата е 13%. Па испаѓа подобро владава да се распушти, ќе биде процентот сигурно за 2 повеќе. Тоа е поразително кога добивате таков податок, а не сакате да го проверите или да си го поставите прашањето како дојдовме до оваа ситуација. Може би сгрешил некој, луѓе, од тројка може би 8. Значи тоа е елементарна работа, се прави да се провери волку радикален податок кој што практично од 2010 до 2022 година нема понизок процент. Тоа е првата работа што е многу битна за овој период. И она што е всушност клучно, спореди викам, добро, може би им се случила грешка, ајде да видиме друг податок. Го земав периодот на 2018 година. Значи имаме 16, 17, 20, сега 18. 19 не е правено истражување, почна епидемијата со COVID. 18 е битна заради тоа што Ири прави само едно истражување во тој период, во јули месец, а во другите години некој да прави 2, па дури и 3 истражувања. И доаѓам до заклучок дека и овој податок е проблематичен според мене. Во јули 18 година, 17 јуни, е потпишан Преспанскиот договор.
Пак ќе повторам. 17. јуни 2018 година е подпишан Преспанскиот договор. За подсетување на јавноста, од моментот кога се обздани и се подпиша договорот, започна процесот од страна на државните институции да се ефектуира Преспанскиот договор. Опозицијата во тој период е против Преспанскиот договор и организира, нема да речам масовни, организира протести пред собрание. Колку год да се, секој ден ги правеше. Тие протести, предпоставувам дека ќе предизвика некакво креирање на јавно мислење, доколку вршите испитување токму во јули 18 година. И што се случува? Според ИРИ, во тој период, оцената на мнозинството граѓани за правилна политика, односно правилен правец на движење, насока на Македонија е 37% од испитаниците. Тој е највисок процент од сите мерења од 2010 до 2022 година. Процентот на тие што сметаат дека политиката, односно државата оди во погрешна насока е 30 и овој процент е втор по степен на нискост, само има 1% во една година, 28. Што сакам да кажам со ова? Во тој период, опозицијата секој ден во јуни, и веројатно и за периодот кога се врши истражувањето во јули, протестира и тој настан сам по себе не може да не предизвика влијание врз мнозинството граѓани, односно едните ќе имаат став за, другите ќе имаат против, ама факт е дека ќе имаат став по тоа прашање. И целокупната опозиција е концентрирана околу тоа прашање. Прашањето гласи: како е можно на толкав активитет, на толкава активност од опозицијата, токму во овој период да имате 37% од граѓаните кои се определуваат за политиката, односно дека државата оди правилно. И ова се прашања кои што јас имам легитимно право да ги поставам, тоа е наука, ова не е Библија или догма, па ќе ќутиме или ќе молчиме, легитимно право да ги поставам и истражувачот да даде одговор на нив. Да ја објасни методологијата, да објасни како дошол до 37%, кога имате во ситуација, тоа е точно една година од парламентарните избори, значи владата, рековме, формирана 17 јуни, ова е 18 јули. Вие имате број на пратеници, еден повеќе кај тогашното ВМРО ДПМН и во однос на СДС, меѓутоа СДС формира влада. И за една година велите дека политиката, односно правецот што води државата е правилен. Сега, дали е тоа цена? Видите, имам право и се и да шпекулирам. Ќе дојдем и до тоа прашање. Како што сега испорачува дека е 13% бројот на тие што се определиле дека е правилна политиката, а тогаш сметал дека е 37, ова се некој, како би рекле ние, политички пацки до некого да се сети. Ова нема врска со наука, отворено ви кажам. Значи, ова вака презентирани податоци, без јасен став, е дискутабилно по секој повод. Кога спомнавте за факти, би ја прочитал изјавата на Пол Мекарти, директорот на ИРИ за Европа, во кој што вели, меѓу другото: многу е охрабрувачки да се види таква силна поддршка за членство во ЕУ, бидејќи има и недемократски актери кои напорно работат за да ја подигнат својата положба во земјата, рече Мекарти во изјавата. Значи, како дојде до овој податок дека има многу недемократски актери кои напорно работат за да ја подобрат својата положба во земјата? Кои се тие недемократски актери? Затоа што ние во истражувањето не видовме такво прашање на кого се однесува. Вашето прашање ќе одговорам со не знам. Во истражувањето што го направиле и кое што го читам и за кое дискутираме, оваа политичка изјава не може да се подкрепи врз основа апсолутно со ниеден податок. Таа политичка изјава може би е резултат на некои други процеси, на некои други извори, на некои други истражувања, за кои што ја не можам да давам мериторен суд да речам дека е точно. Ја имам свое мислење, ама тоа не е во комплементарно со темата што ја правиме сега, да кажам дека навистина има такви структури во државата.
Ама тоа е мислење. Ама да тврдите, тоа е многу посериозна работа. Сега, дали ме разбирате? И вие можете да имате мислење дека такво тело, организација, институција има. Ама кога говорите научно, кога говорите стручно, кога го заложувате својот интегритет, вие морате да приложите докази за тоа, морате да приложите податоци, морате да приложите релевантни извори. И во моментот, бидејќи господинот не се повикува на изјави, неговата изјава можем да ја толкувам само како политичка изјава и веројатно тие што треба да ја разберат, ќе ја разберат. Во даденава ситуација, таа апсолутно не кореспондира со предметот и целите на ова истражување. Толку можам да кажам. Така. Сега би се навратил на следното прашање, кое што е едно од поактуелните во јавноста, а тоа е високиот процент на поранешниот премиер, односно сега веќе и бегалец во Будимпешта, Никола Груевски, каде што граѓаните изјавиле дека е најпосакуваниот и најдобриот политичар. Каква врска има Груевски во ова истражување, кога во моментот неговиот статус не е ни политичар, туку е бегалец? Лицето Никола Груевски е лице што се бара со меѓународна потерница за извршено кривично дело и осудено лице. Кои се мотивите? Кои се причините за да се стави тоа лице во анкетата и да се мери популарноста, веројатно тоа е зборот што се користи, рейтинг или слично, на одредено лице, може да одговори само истражувачот и треба барем биде достојно коректен и културен да стави фуснота врз основа на кој критериум направил листа, а не само да наведи дека се спонтано предложени. Ти спонтано, ако напишеше некој Тарзан таму, ќе го представеше дека е тој спонтано кажан и така натаму. Значи, ја имам право на такво презентирани податоци исто така да се однесувам несериозно, заради тоа што тој пристап е несериозно. Па ни малку ни повеќе со највисок процент. И тоа не го загрижува истражувачот да си го постави прашањето како е можно Унгарија, држава членка на Европска Унија и НАТО, 5 или 4 години не го испорачува или се наоѓаат правни лекови. И сега јас се обидувам да најдам одговор, не на вашето прашање зошто така прави истражувачот, туку јас се обидувам да најдам одговор под претпоставка на вистина, ако се точни податоците, на што се должат. И доаѓам повторно до истражувањето што е направено од страна на NDI. Да пазите, NDI не е кинеска и руска агенција, американска. Едните се републиканци, другите се демократи. Ова само за јавноста да знае, стручната јавност знае кои се. Во нивното истражување од 2020 година има одел наречен медиуми и дезинформации. Овој одел, медиуми и дезинформации, кога ќе ги погледнете податоците на две прашања, процентите фактички, вели вака, кој е вашиот главен извор за информирање за политички вести? 64,5% се изјаснили дека тоа е телевизијата, а 22,6% тоа се социјалните или општествените медиуми. Другите наведени извори се под 5%. И ова не е ништо спорно. Во даден период телевизијата во Македонија беше многу високо гледана и мислам дека и по некои други мерења бевме во регионот први по гледање на телевизија. Зошто е битен овој податок, кој е изворот на информацијата? Социолошкиот контекст што го имаме ние за медиумите го видовме во извештаите на Европската Унија, каде што паралелно со оцената за политичката слобода, што ја имаа граѓаните од периодот 2008 до 2015, беше дека медиумите се дел од нив, не сите, знаеме кои се, да не ги именуваме сега, да не се навраќаме тој број, меѓутоа беа дел во рамките на тој агитпроп систем кој што го имаше тогашната власт. И одеднашка имате ситуација дека всушност тие го обликуваа јавното мислење на многу нереални основи. И кога ќе ги погледнете податоците и од ИРИ за тој период 2012-2013,
година се изненадувате колкава е висока поддршката на владата за правилна насока, заради тоа што имате ситуација во која што медиумите тоа го туркаат како политика. Меѓутоа, NDI мери еден друг податок и вели вака: ве молам да ми кажете каде се сте биле изложени на дезинформации. Ова е прво прашање кое не можете да го најдете во истражувањето во ИРИ, нити да го мера таквото нешто, а овде е индикативно што испитаниците во 68,6% се изјаснува дека таа дезинформација слушаат од телевизиите. Не од една. Ние знаеме кои се. И 44,7% од социјалните медиуми. И сега доаѓаме до одговорот. Вие кога имате изложеност на граѓаните, секојдневна, од страна на ваквата политика на медиумите, во кој што имате фотографии од лицето Никола Груевски, потоа имате информации дека се развел, потоа имате информации дека почнал бизнис, потоа имате информации дава политички ставови на Фейсбук и така натаму. Тоа не е ништо случајно. Тоа не е ништо наивно. Тоа е токму задача на дел од тие медиуми тоа да го прават. Кога тие би ја држале темата и еднаш месечно би ја подсетувале власта дека има испорачано потерница за него, па да отидат до Брисел да прашат, па да отидат до Унгарија да прашат. Како тоа никој не му текна да отиде МВР на Будимпешта да го праша, бе, луѓе, овој човек, бе, ние го осудивме правосилно, со сите демократски нишани, еве го што направи на државата. Тоа е прашање не сега само на истражувачите. Истражувачите го мерат расположението и мислењето, они не се истражен орган, да не ме разберете погрешно. Истражувачите се само лица кои што тоа треба да го мерат. Меѓутоа, они се должни да внимаваат кој ги дава информациите, мора да го преиспитаат социолошкиот контекст како се добива таа информација. И сега вие создавате една ситуација, јас ја речам на истиот начин како во јули 2018 кога велите дека 37% од испитаниците се определиле дека државата оди во правилна насока, зашто подпишала договор преспански, вие сега на таа иста влада, на таа иста политика, на таа иста држава и велите со други зборови, направи уште нешто, инаку Груевски ќе се врати. И 2 дена слушаме тоа, Груевски ќе се вратил. И сега пазете, приказката продолжува. Груевски ќе се вратил на бел конј. Мојата процена е дека ќе се врати на црн конј. Сваќате до каде одиме со мајтапот на вака добиени податоци. И сега да поентираме, или појасно од ова да кажеме, да нацртам, во NDI истражувањето има ново прашање, кој исто така многу прецизно го разложува она што се нарекува социолошки пристап во истражувањето. И вели, загриженост за дезинформациите. Тие луѓе размислуваат. Што ќе се случи ако вие создадете атмосфера на лаги? Атмосфера на погрешни информации. Па нормално луѓето ќе ги побудалите. Колку сте загрижени за тоа дека дезинформациите можат да извршат влијание врз резултатите на престојните парламентарни избори? Одговорот кај овие испитаници исто се 1200, во двата модалитета многу сум уверен и до некаде сум уверен, заедно собрани изнесува 53,8%. За било кое друго прашање да прашате. Дали е времето убаво, што мислите за туризмот, дали сакате кафаните ноќе да работат. 53,8% ништо не значат. Може се и малку. Може да бидат и 70. Ама за дезинформации кои влијаат врз парламентарни избори, 53,8%, вие добивате ужасно лоша влада. Сега, која е пораката на вака добиеното истражување од страна на политичарите и од страна на медиумите што поддржуваат одредена политичка партија? Пораката е лажете. Во држава во која што имате закони да санкционирате секое злоупотребување на јавното добро, медиумот е јавно добро, вистината е јавно добро, вие не смеете да помислите да лажете. Можете да сгрешите, ќе се извините. Ама континуирано тоа да го прави медиумот да лаже јавноста. Или да не дава информација за која што е намен. А државата тоа не го санкционира. Зашто зборуваме ние? И очекувате вие после тоа да имате демократски амбиент. Па нема да имате. Па нема да имате. Дури не е ни битно сега дали ќе се врати Груевски на бел или на црн конј. Вие ако ја продолжите таа политичка определба на заробено општество, на заробена држава, вие
Не сте постигнали целта во овие 4-5 години или во наредните 10 години. Препишете ги сите закони од Европска унија. Така. Моето последно прашање е, сега дали доаѓаме до ситуација дека анкетите на некој начин се алатка за манипулирање на јавноста или па алатка во рацете на политичарите да можат да ја пренесат пораката до граѓаните како нив им одговари, како они ја прочитаат таа информација? Јас се обидам да ви одговорам на еден сликовит начин. Што правите кога возач, или поедноставно кажано шофер, вози камион под дејство на алкохол? Ќе му земете дозвола. И ќе му речете 6 месеци нема да управуваш моторно возило. Ако ја повтори истата грешка или истото кршење на законот, загрозување на безбедноста на луѓето, имате право да му ја земете и на подолг период. Вие кои ќе добиете агенција на која што не можете да ја утврдите адреса на живење, адреса, не можете да утврдите лице, и штанца со купишта хартија, некакво јавно мислење, вие всушност го девалвирате целиот оној труд на стручните лица кои што работат по факултетите, кои што едуцираат кадар. Зошто? Затоа што не е битно дали е невладена организација, дали е партиска организација. Кога нема санкции за лица кои што исто шират дезинформација. Ова кога го поставувате како прашање во анкета, сулудо би било јас како социолог со 40 годишно искуство да речам дека не треба да се користат анкетите. Обратно, едва и дојдовме до ситуација како социолози да кажеме дека се потребни на бизнисот, потребни на граѓанскиот сектор, потребни на граѓаните. Ама ние имавме и се уште имаме чиста намера во тој поглед, јасна намера да им помогнеме на луѓето кои ќе ги прашате за одредено мислење, дали тоа мислење може да се ефектуира во некаква одлука. Еве само како пример на тезата на што бе. Ние да ни истражувач нема да ви постави прашање што мислите, дали треба да се укине данокот. Замислете да добиете 70-80% од граѓаните, мнозинството, нормално за нив тоа е правилна политика, укинете го данокот по било кој да е. Тоа никој не го прави. Ние правиме истражување во кој што поставуваме прашања без апсолутно било каков контекст. Само да добиеме податок. Воопшто не ги ставаме тие податоци со одреден индикатор, со одредена варијабла. Воопшто не ги гледаме самите податоци низ призма дали тој податок носи некој квалитет во смисла не да биде истражувач од политичар, туку да му даде препорака на политичарот зашто не може да ги спроведе одлуките. Вие кој ќе кажете, например, дека степенот на поделеност во општеството, еве земете локална заедница, било која општина во Македонија, може да биде со мешовит состав, може да биде со поголемо мнозинство на една националност или може да биде со ултрависоко мнозинство на една националност без малцинства. И вие можете да дојдете во ситуација комплетно погрешни податоци да му дадете само врз база на еден инцидент. Само врз база на еден инцидент. Или обратно, еден инцидент да предизвика толкава омраза во заедницата, да вие всушност не знаете што да правите. Овие работи што ги кажувам, тоа испаѓа дека не може секој, не може секогаш и секаде да прави истражувања и да дава јавно мислење за одредено прашање. Значи, како што реков, ако сакаш да бидеш шофер, мора да поседуваш дозвола, а ако ја поседуваш дозволата, не смееш да пиеш алкохол. Така и овие. Ако стане збор дека се фатени, и пазете, знаете колку здруженија ги затворија од 2016, односно не ги затворија, они сами се затворија. Ги нема. Но исто така ние сме сведоци на такви здруженија кои што се појавуваат пред избори, кои што рековте дека тие на некој начин служат за креирање на дезинформација. Че се фати некој во мрежата на манипулација. И потоа ги снемува. Така е. И тоа е штетата што ја правите врз граѓаните, да нема санкции. Вие во самиот чин кога ќе излезе некој со таква информација, овде не станува збор дека јас заговарам некоја недемократија, па поголема недемократија од ова што го живеевме во изминатиот период, здравје повеќе. Ја овде говорам од стручен аспект. Не смеете да дозволите во општеството медиумот, агенцијата, политичката партија, било кој да манипулира и да лаже.
Мора да постои санкција. Знаете ли колку сега се концентрирани европските институции во однос на демистификувањето на одредени агенции кои што се... Дали забележувате дека всушност земјите од Европа се изложени на специјална војна, на лаги и на измами и не може да се утврди кој е изворот. Или може да се утврди, не знаеме. Ние всушност преку работата на вакви агенции или преку работата на квази агенции, не зборам за ИРИ и за НДА, ама со време и тие ќе дојдат, затоа што ја прочитав кој им го правил истражувањето, тие не го правили истражувањето, тие го нарачале. Во дадената ситуација треба да седнат стручни лица и да ги погледнат од почеток до крај податоците што се добиени. Јас ќе искористам оваа можност да кажам колку е сериозна темата истражување на јавното мислење преку анализа на одредена изјава за прашањето поврзано со одредена категорија на лица клучна во општеството, а тоа се обвинителите. Ние бевме сведоци дека американската амбасадорка даде изјава во која вели дека се потрошени $1.000.000 за обука и не е задоволна од изборот на новиот јавен обвинител. Другите две изјави во интерес на времето не би ги читал, ама како што можам да заклучам, јавноста пречисти и не ги ни забележа, тоа е изјавата на или соопштението на делегацијата на Европската Унија и на амбасадата на Кралството Холандија, во кој што се движат по линија на помал отпор на протоколарност, така да кажеме, и дека ќе се средат работите. Изјавата на американската амбасадорка е директна во која што вели дека потрошиле $1.000.000, а сепак не се задоволни со резултатот. Јас нема да спорам со низиниот став, меѓутоа ќе го проблематизирам текстот кој што таа го кажува низ друга призма. Вие да изградите стан, да одберете плочки за во тоалетот, ви требаат 10 дена. Ама ако мајсторот стави погрешни, вие нема да му платите. Какво е тоа прашање вие да инвестирате $1.000.000, а да не извршите примопредавање на објектот и да видите дали има струја, дали има вода, дали има прозори, дали функционира тој објект. Дали тоа јавно обвинителство, личностите што ја посетиле обуката, биле присутни? Каква е структурата на предавачите? И сега мене да ме прашате, ја мислам дека $1.000.000 е малку. Требало 10 милиона да им дадат. Малку е милион. На вака поставени прашања ќе ви побараат 10. А во суштина станува збор за многу јасна ситуација. Според мене за многу помалку се прави многу поефикасна обука. Не за $1.000.000, за $100.000. Зошто? Затоа што доколку направите модел во кој што имате точен одговор на прашањето кој, кога, како, колку пари и зошто, што представува еден вид визија на целиот процес и извршите селекција и регрутација на кадарот, при тоа главен критериум ви е интегритетот на личноста, што треба да ја посетува таа обука, и извршите селекција на предавачите, вие ќе добиете прекрасен објект. Вака, после потрошени пари, вие се жалите дека не сте задоволни од изборот на јавниот обвинител, а индикаторот, извештајот и сите можни оцени до тогаш биле дека судството или правосудниот систем е подложен на највисоко ниво на корупција и криминал, со најниско ниво на доверба и вие ниф им давате $1.000.000. И во последното истражување на ИРИ јавното обвинителство е со најнизок. Така е. И покрај сите тие податоци вие им давате $1.000.000 на нив, или можам да се сомневам дека не сте им дале. Па нема резултат. Мада амбасадор не би рекол дека не дал. Затоа и мислам дека начинот на кој што тие средства се дадени и начинот на кој што се потрошени се дискутабилни. Ја не ја гледам сега вината кај обвинителите дека го избрале. Тие толку колку што се способни си го избрале најдобриот. А тоа што вие сте мислеле што сте дале $1.000.000, а не го избрале тој што вие сте мислеле, тоа преиспитете се кај сте ги дале тие $1.000.000. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата.